Винце, винце, сладко именце, кој те тебе пие по цела ноќ не спие. Црвеното вино некогаш пружило прво пијанство, на кој ден денеска повозрастните се сеќаваат. На слободна тема, а пред само неколку часа пред дочекот на новата М-нет телевизија со граѓаните разговараше за првото пијанство. И не само што темата ги наврти во својата младост, туку и предизвика смеја која е неопходна пред празничните денови. Војската прв пат се опи. Како беше чувство? Оста како беше, повраќа. Од вино. Црвено. Црвено. Ајде. Јас сам 75 години, другарче. Знаеш колку треба да памтам. А дали сам имал 20 години? И како беше чувството? Па не е пријатно чувство. Првото чувство е малку тешко. А па слушај ти кажам, на тие млади години и не знаеш што ќе се опиеш. Се што ти дојде, се подрака, се пиеш. Слушај ти кажам, многу тешко јас да се опијам. Но ти знам да пијам. Пијам умерено континентално. Мерката си ја знаеш? Да. До тука и... Крај. Па сега за сега ништо. А на ракијичка? Некој се не пијам една ракија и толку. Вино? Не. На моите 26 години. Не, тука беше у градот. А тука еден двајца ми се гледа и од тога више. На прослава? Да. А од чо? Од вино? Од ракија. Па од ракија? А после главата боли? Не. И сега не ме. Не. И сега не ме боли и тога не ме болеше главата. Не сум повраќал никако, само сум си пил. Опил сам и така. Какво е чувството? Многу бао. Разположиш се? Разположи се. Ако имаме бавни реакции? Не, нема. Тога немаше, сега има. На ваши години. Беше ли интересно? Беше по-интересно, имаше снег, имаше се. Лошо много. Зашо? Не се чувствуваш мокен. Сети се врте. А од чо се опи? Од вино, Црвено. црвено. Граѓаните велат дека некогаш младите правеле разни шали у идурми, па за да го опијанат својот другар, во чашата му ставеле пепел од цигари. Тоа се глупости од ушите. Од сигаре пепелта е лоша работа. Стварно? Да. Зашо? Па така, опива се брзо. Па нема ли да осети дека е пепел? Па она се ако е два-три пати обрнеш малку чашката и... Инаку ваквата тема силно ги насмеа граѓаните, а тоа можеше да се забележи во нивните очи. Пред камерите на М-нет телевизија тие посакаа само здравје, среќа и оние што конзумираат алкохол да внимаваат и да бидат во домашна атмосфера.